Назад сме со уште еден интересен разговор и интересен гостин, поточно гостинка со која што ќе зборуваме навистина на интересна тема. Посебно нека обрнат внимание пензионерите, посебно оние кои што сакаат да се активираат и се активни преку здруженијата. Ќе споменеме и колку е убаво да се биде дел од некој од пензиските здруженија ширум Македонија, но во секој случај дека навистина имаат убави активности пензионерите, ќе ни пренесе и господјата Станка Трајкова, која што е председател на Сојузот на Здружение на пензионери на Македонија, повторно реизбрана. Точно така. Како сте ни? Благодарам, добра сум, убава најава и за почеток, нели, добро почнавме. Да, јас секош ми е драго кога разговарам со вас, затоа што пензионерите се и составен дел од нашата публика, нели, нашите гледачи и оние кои што сакаме секогаш да ги поттикнуваме на било каков начин да бидат дел од нашата емисија, но со овој разговор сакаме да ги поттикнеме да бидат дел од здруженијата пензионерски. Кога ќе станат пензионер, веднаш треба да се приклучат во некоја од здруженијата пензионерски за да си имаат убава активност, убаво дружење пред се и сите оние настани кои што вие ги правите преку цела година, дефинитивно и тие може да ги посетуваат, така ли? Така Што значи едно здружение за еден пензионер? Така е. Имате право. Значи, во нашава држава има околу 320.000 корисници на пензија. Околу 280, скоро 290.000 се вклучени во пензионерското организирање, односно во пензионерските здруженија и многу добар ви беше апелот. Јас се придружувам кон тој апел да сите нови пензионери уште на почетокот да не чекаат многу, туку да си се вклучат со своји активности кои што нормално тие ги поседуваат, а во крајна линија и можат само таму да се дружат и да ги користат бенефициите што ги дава Здруженијето на пензионери и едноставно речено да имаат активен пензионерски живот, а пензионерскиот активизам е познат по многу нешта. Да. Како е денеска да си пензионер во Македонија, вака генерално, па да преминеме после на овие настани? Знаете како, има диаметрални мислења во врска со поставено прашање сега. Многу општо, да. Ми го поставите, меѓутоа да ви кажам еве еден пример на една од регионалните ревии. Водителот беше многу интересен, на секоја точка даваше одреден коментар и тоа коментар со одредени анегдоти, пикантери, вицеви за пензионерите. И сега некои од тие им се допаѓа на пензионерите, ама некои не им се допаѓа. Една од тие беше дека е многу и убаво да си пензионер. Веднаш следуваше другиот одговор кој вели: јас сум пензионер година дена, ама не сум многу среќен. Така? Така да, тоа е, видите, се е до личноста. Вие како личност треба да изберете каков живот ќе имате. Со одење во пензија, човекот не се пензионира од општеството, туку напротив, треба да продолжи понатаму да биде корисен член како во семејството, така и во општествената заедница пошироко. Да, добро, веројатно многу тешко паѓа, сите ќе се доживееме, нели, да сме живи и здрави. Веројатно тешко паѓа, нели, таа обврска која што со години сме имале работна и веднаш ја немаме и некако малку повеќе слободно време, па како да се истрасира, нели? Така е, ама пак во тој контекст јас да кажам дека пред, нели, да му заврши работниот век на некој иден пензионер, едно веќе година-две пред тоа, тој почнува да размислува што ќе правам јас после пензионирањето, ќе имам толку многу слободно време, а на работа веќе нема толкаво значење како што го имал пред тоа. Тогаш, ајде да повториме уште еднаш, за да тој се чувствува и понатаму добро, решението е да се вклучи во пензионерските здруженија. Ето така, а во пензионерските здруженија, бога ми е интересно и активно. Ќе зборуваме за две манифестации, може слободно да ги кажеме. Првата која што заврши и следнава која што доаѓа. Првата е регионалните ревии на песна и музика, така некако ви се ги нарекувате, нели, каде што пензионерите со своето учество можат да покажат и преку песна, и преку игра, и преку музика што се знаат и умеат.
Така е, Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија секоја година организира регионални ревии на песни, музика и игри. Тоа се музички манифестации и може слободно да се каже дека е врв на пензионерското организирање. Се одвиваат во 8 региони, а кон тие 8 региони гравитираат оние здруженија, односно учесници што живеат во тој дел. Сега на регионалните реви нормално дека организатор е Сојузот, како што реков, на Сдружение на пензионерите на Македонија, а домакини се Сдруженијата на пензионери. Самите здруженија, точно. Ова година ова музичко движење, ако може така да се каже, започна од легендарното Крушево, а заврши во мултиетничкото Тетово на 22 овој месец. Значи се работи за едно мајско музичко движење во нашата држава на пензионерите и секогаш во тие 8 региони кога се одржуваат овие ревии, сите патишта на пензионерите водат кон домакинот на ревијата на песни, музика и игри. Колку години веќе се одржуваат? И еве гледаме фотографии, на вистина тоа грациозно, убаво изгледа, автентично. Точно така. Убаво, автентично, реално, објективно. Не знам уште кој атрибут да го употребам кога станува збор за регионалните ревии на песна, музика и игри. Тие веќе се одвиваат 21 година. Првата регионална ревија се одржала во Пробиштип, инаку на нив нормално пензионерите се подготвуваат. Секое здружение сака да се представи во што поубаво светло. Нели тука се пеат народни изворни песни кои што сакаме да ги сочуваме од заборав. Понатаму нели основната мисија на пензионерите е да се сочува нашиот национален фолклор, односно нашиот идентитет и велам дека пензионерите не само што сакат да пеат, да слушат музика и да играат, туку тие се многу среќни кога ги носат и убавите наши колоритни носи, бидејќи видите, не е убаво носите да стојат постојано во длабоките темни сандаци или во музејските витрини, туку ние сакаме нив да ги носат нашите пензионерки. Што се однесува до песната, музиката и орото, јас и во оваа прилика ќе кажам ќе кажам мудрата мисла на познатиот кинески филозоф Конфуције, кој рекол: ако сакате да дознаете каква е државата на еден народ, тогаш испитајте ја каква музика се слуша во таа држава, во таа земја. А заради тоа што музиката кореспондира со човекот. Тоа е она што навистина овие регионални реви на песна, музика и игри постојано секоја година го реализираат и од нив се бираат најдобрите, да речам, здруженија, односно учесници кои што ќе се покажат и оваа година бројката навистина е околу 450 учесници, бидејќи овие активности традиционални се одвиваат во нормални околности. Покрај тоа што ние се покажуваме и внатре во нашата држава со овие регионални ревии, како што нели слушнавте, во 8 региони. Да, и видоани фотографии. А домакините се менуваат секоја година, се внимава на тој редослед, затоа се разбира постои соодветна правна рамка. Од најдобрите здруженија, а впрочем на Републичката ревија, која што е круна, нели, по завршување на овие регионални ревии, ќе се одржи во почетокот на месец јуни, се избираат најдобри, да речем така, 25 здруженија на пензионери. Не значи дека и другите не биле добри, да не овие се издвоиле. Но овие, оваа година, за нијанса, да речеме, биле подобри од своите колеги. Од овие 25 учесници на Републичката ревија, се бираат исто така 2 здруженија кои што не представуваат скоро секоја година на меѓународниот фестивал во Љубљана Трето доба.
Така да ние нашите музички Амбасадори манифестации пензионери ви спадна, браво. Точно така. Ние стануваме сериозни амбасадори и секогаш сме биле амбасадори. И тоа, знаете што, не само за во оној чист дел на музичка забавната дејност, туку во развивањето на заедништво, на соживот, на другарување, тоа се работи кои што се многу битни во овие услови на живење. Да, и не е само манифестацијата како таква. Преку таа манифестација веројатно ќе се поттикнат и младите да се заинтересираат и нели на традицијата, традиционалната песна, носија и така натаму историјата, како да што пензионерите се токму тие кои што треба преку нивните приказни да им ги пренесат на младите, нели? Така е. Значи, значењето на овие музички манифестации, како што рековте и вие, бидејќи нашата цел е сето тоа да се пренесе и на идните поколенија, се гледа дека се дава значење и од страна на државата, бидејќи пред се, заради овие музички манифестации, јас би рекла, и другите активности што ги практикува Сојузот заедно со своите 53 членки, во 2022 година доби статус на одјавен карактер. Тоа е голем чест и задоволство, но исто така и голема обврска. Затоа кон овие регионални ревии на песна, музика и игри, па и на Републичката ревија, се има сериозен приод во нели од нивното организирање до нивните настапи, до квалитетот, значи не треба само да гледаме да имаме квантитет, туку да имаме и квалитет, бидејќи ќе треба да се представиме ние и да оправдаме поддршката дека тие манифестации се од национален карактер и дека нели со право се поддржани и од Министерството за култура. Така, да се префрлиме на друга манифестација која што почнува, ако еднава завршува, нели се чека уште нели она главно случување почеток на јуни, другата почнува викендов за спортските игри зборуваме. Точно така, значи од 23 мај па понатаму почнуваат регионалните спортски до 25 јуни. Регионалните спортски игри, односно надпревари, кои што се исто така традиционални активности во здруженијата. Тие имат повеќекратно значење, јас би рекла. Прво, да се обезбеди активно старење во третото доба, потоа да се обезбеди превенција во зачувување на здравјето на пензионерот, понатаму да имате заедништво и соживот и пријателство во тоа време кога вие можеби останувате и сами, па затоа нели овие форми на организирање се многу општествено корисни и би рекла исто така дека преку овој спортски активизам пензионерски кој е масовен, видите тоа е масовен спортски активизам, се надминува монотонијата, депресијата кај пензионерите и тука, односно и во овој контекст, важи она латинска сентенца мен сано in corpore sano, во здраво тело, здрав дух. И токму заради тоа пензионерите ги очекуваат овие спортски надпревари, иако тие ги практикуваат цела година, почнувајќи внатре во самите нели здруженија, меѓу ограноците, па помеѓу здруженијата, за да на крајот она што нели ќе го покажат ќе се случи прво на регионалните спортски надпревари и оваа година исто така во тие 8 региони пензионерите ќе спортуваат во нормални услови, нели, и ќе ги практикуваат сите 11 дисциплини. Јас само за илустрација да наведам неколку од нив. Зидовме ние дел од фотографиите, нели, така е, од победниците од лани. Дека тоа не е мала работа, дека тука вие имате трчање, вие имате тегнење на јаже кај мажи, вие имате фрлање на ѓуле, вие имате домино, пикадо, шах, шутирање на мали голчиња, сколку од место и така натаму, за да дојдеме до 11 спортски дисциплини. Во 1996 година, кога почнале овие регионални, да речам, Републичката спортска олимпијада, ние така милуваме да ја наречеме, имало само 3 дисциплини.
шах, пикадо и стрелjaštvo, за да дојдеме сега до 11 спортски дисциплини. А ако ви кажам каков ни е тоа правилник за спорт имаме, може и професионалци да ни позавидат. Браво. Значи, измешане е професионалност и аматеризам во сета оваа наша спортска активност. Сега по завршување на регионалните спортски игри, секој пензионер што учествува посакува да освои едно од прво, второ или трето место, за разлика од ревиите, кои што се од ревиален карактер, спортските надпревари се со надпреварувачки карактер. И секој пензионер, значи, силно се труди да освои некоја од овие места, а како здружение во целина пак се борат да освојат барем едно прво место, за да може да учествуваат на републичките спортски игри, кои по правило ги одржуваме некаде во септември, односно пред 20 септември, денот на пензионерите, во чест на денот на пензионерите. Тука ќе паузираме, би рекол, затоа што многу набрзо ве очекувам повторно, затоа што има толку многу активности на кои што треба да се зборува, а и се разбира со цел да ги поттикнеме пензионерите кои што не ви се придружиле да се придружат, за да се разбира да им поминат убаво пензионерските денови. Благодарим многу. Јас исто така ви благодарам и очекувам, како што рековте, во некое мое идно гостување да отвориме и некои други теми кои што се битни и есенцијални за корисниците на пензија. Секако обавезно.